Slađi je šećer od meda. Ju se vraćamo u 2016. Zdravo! Dobro dojdovte vo novиот влог. Колку ми е спор денов и колку ми се спие, ми се све. Хронично ненаспана особа. Денес е многу важен и историски ден. Решив денес да купам камера и затоа што имам проблем со камерата и затоа не сакам се речам снимам ново видео, а не сакам ни да прекршам оваа сабота да нема видео. Имам проблем со другата камера, а секако веќе одамна се мислам да направам апгрейд и да сменам, затоа што буквално старата камера ми е веќе 5 или 6 години. 5 се сигурно, можеби се и повеќе. Јас влогот и сакам да го почнам со камерата, ама не е наполнета и не можам да го почнам со ова. Мислам дека првото видео ми е со телефон. Тој телефон веќе го немам одавна. После тоа се префрлив на една камера што ја купив можеби со првите пари тогаш и беше онака некој си најефтин на свете Nikon. Да. После тоа некаде мислам дека 2018 или 19 се префрлив на оваа камера и од тогаш до ден денес се уште немам променето и мислам дека конечно дојде денот. Периодов ми излега многу проблеми со камерата, главна причина е што веќе не ми се свиѓа квалитетот стварно и мислам дека е стварно време веќе за level up. Мене камерата ми е буквално мотиката. Иначе ова е Sony Alpha 5100, затоа што стварно за почеток е најбаџет френдли и е предобра камера. Главните проблеми што мене ми смета е тоа што нема пример влез за микрофон. Не можеш да ставиш микрофон на него, мада мислам дека сега тој нема многу да користам, туку ќе имам пак некоја мало такво бубиче, другите ги вратив, сега ќе зијам и тоа нови. И најглавната причина е што прегрева, ако после 15 минути камерата деди, треба да чекаш да се излади па да почнеш да снимаш пак. Така што сега кога нема да ме мрзи, кислесам и ќе одам да си ја купам камерата, јас веќе им кажав да ми ја чуваат, а за објектив тој што го сакам го немаат во сток и мислам дека ќе почекам, а за тоа ќе ви зборам после. Ова тука дали знаете за што ми? Не ви кажувам, ама се надам ќе видите наскоро. Каква легенда е, земав камерата со мене за да ви снимам демек нешто и по пат, зашто се наполни малце конечно можам да ви снимам и немам картица внатре воопшто камерата. Така да не можам да снимам, ама добро што ја понесов зашто барем ќе можам да им го покажам проблемот таму, зашто мислам дека ќе може да ме упатат за црната точка на екран. Не знам дали ви покажав тоа, дали ви кажав. Многу се радувам, многу сум среќен и едва и чекам. Не знам, се радувам, доаѓа моето ново бебе баш. Значи после 5 кусур години ова ќе стане многу досадно колку пати ќе го кажам, ама кога ќе помислиш, кога ме пече. Кога ќе помислиш се што имам створено до сега во последните 5 години, тоа се најважните проекти и видеа, така само свири другат. Најважните проекти и видеа буквално се створени со таа направа. Многу однака сентиментално го чувствувам затоа што тоа нешто толкава во рака што го држиш ми помогнало да искреирам сведоста и да објавам. Денес тоа се менува, го заменуваме со ново и подобро. И едва и чекам да дојде тоа ново кај мене. Ќе зборам после, пак се возам. Идам да си го купам новото бебе. И бебето е официјално купено. Ќе ви раскажам се само да стигнам дома, ама бебчето е тука. Океј, јас пак тргна да ви снимам со камерата. Па сака бе. Чекам малте, што е за фркнато? Океј, се префрламе на камера. Оваа камера мислам дека ќе ја преселам ако успеам, затоа што некако последниот месец не ќе да се поврзам никако да стримам и пробам да го решам тоа. Со надеж оваа камера сега што снимам со неј за 5 години, се надам дека ќе успеам да ја преселам да биде само стриминг камера и за секојаш да користам само за стрим, со надеж дека ќе го оправам. Има црна дамка што сега колку ми е темно ваквото не може да видите кај е дамката. Има зуење од негде што имам вајде лупнато. Ми смета што прегрева и самиот квалитет на камерата, мислам дека време сега какви седни зијам изместено, затоа сум ваку црн. Ама главно ќе послужи да ви представам мојата нова камера. Тоа е помал брат на оваа што постои. Оваа е Sony Alpha 5100, а сега купив Sony Alpha 6400. Гледав многу ревјуз по интернет и конечниот одговор и решение сепак беше ова да биде мојата нова камера. Се уште не купив објектив затоа што тој што го сакам го немаат. Имам начин да го порачам преку нив и да го донесат за ми рече 10 до 15 дена. Само ќе ми треба уште ден-два да се размислам дали точно го сакам тој. Сега го имам само телото, нели со стандардниот негов објектив. Време е камерата да се отвори. Амамбе, отвори се! И тука е залепено ова. Океј, упатства, листови, гаранции, да си го регистрираш онлайн, упатства колку сакаш, 16, книга цела. Кај си другар? О мај гад, ова е. Замисли ми тресне сега. Ајде да не замисли. О, полека Стефан.
Добро е ова. Добро, тука има дополнителни кабли, што останаа внатре у кутијата, ама мене ме интересира ова чудо. Кај си бе? Јо, колко е клин, колко е ново. Колко е ново. Те молам не ми паѓај, О май гад. Мојата нова камера. Леле, самото тело е потешко од ова. Чекај, да морам да ве снимам подобро. О мај гад, јас сакам ова одма да го пробам да сликам. Екранот, ова е ваков што излага на овој начин горе. Ќе треба ли прво да се напуни за да се упали? Првото е палење на камерата. Не, изгледа е препразна, изгледа ќе мора да се полни. Официјално, само што го стиснав првото рекорд. Ова е најпрвото видео во животот на оваа камера, помина доста време од кога последен пат ме видовте, затоа што... О мај гад, како се гледа. Помина доста време затоа што чепкав settings, почекав малци да се напуни, сега пак сме да само 6% батерија. Местав ко најдобри settings, чуда, разчепкував и тек имам, сега мислам дека цела вечер и ќе се напнам со ова да наместам секој што треба и да си најдам подобар објектив. Иначе гледаш што е разликата. Мислам дека ова е отприлика да личината од која што јас секогаш влогам и кога ми е скрос испружена камерата, отприлика ме гледа толку. Иначе не поима како ќе се звучи ова сега, ама ќе видиме тоа, ама сега ќе користам ја микрофони, нема да ме слушате вака. И гледаш што е сега разликата многу голема. Кога ја држам раката исправена, кога ќе ја држам како што обично ме гледате вака, сега ќе ме гледате вака, ќе имаме wide angle да може да гледате све премногу околу мене и едва чекам кој ќе му ставам и добар објектив за да не тресе и за да и добар микрофон и све. О мај гад, ова ќе биде предобро. Гледам дали е почисто, дали е поквалитетно. Кажете ми како ви се свиѓа, ама да е многу рано, ама о мај гад. Пристигна новата камера. Во моментов кога јас го снимам ова, се уште не сум 100% сигурен со кој објектив ќе отидам, а многу е можно додека искочи видеото јас веќе тоа да го имам решено, затоа што сум многу нестаплив веќе кога нарачам ќе го купам, не знам што ќе направам. Така што ќе гледам да запамтам во опис на видео да имам напишано објектив, две точки и напишано кој ќе го купам. Ако се уште не знам во моментот кога излезам видео, само ќе биде прашалник, а ако сум одлучил или веќе сум го купил, ќе го пишува доле кој е тој. За сите што повеќе ви интересира се разбирате. Еј, не, знаете што? Стоите вака. Направам да му го ставам објективот од другата камера. Стоите. Буквално 1% батерија, ама тест. Уште немам видео ни јас. Јас вака без наочари не можам да видам толку разлика. Ама е повеќе заматено, нели? И мислам дека треба да и постеди. Не сум сигурен, ама те ќе тестирам. Секако овој објектив нема јас да го користам многу или воопшто на оваа камера. Ќе земам нов, ама еве го овој како изгледа. Тоа е тоа, нема материја, се гаси буквално тука го гледам. Лајките го видео, субскрајбнете каналот за сега тек што ги следуваат видеа со оваа камера и се гледаме следното видео. Чао!